Зголемување на учеството на лицата со попреченост во политичките процеси и гласањето на предстојните локални избори, но и на идните изборни циклуси. Ова е една од главните цели на проектот на невладината организација Инклузива од Куманово, што со помош на УСАИД се реализира низ неколку градови во Македонија, меѓу кои и Тетово. Од нашите препораки за овие локални избори, што е прифатено веќе и усвоено од Државна изборна комисија, е олеснување на гласачкото право на лицата со оштетен вид. Значи се подготвува шаблон со кој ќе гласаат лицата со оштетен вид, а од предната страна ќе набрајава азбука, но и оние што не го знаат брајовото писмо, папката ќе биде со околу бројките отворена, каде што ќе има длабнатина, така што самите ќе можат да гласаат, што досега воопшто тие лица не гласаа сами, туку некој друг гласаше за нив и им беше тајноста на гласање нарушена. Друго што е направена е проценка на секој гласачко место во Република Македонија. Вчера Дик го истакна извештајот од проценката, ние очекуваме повеќе детали од тој извештај, но сигурно поради краткиот временски период, сега се дадени процентите за физичката пристапност на влезот, поделени, но нема вкупна бројка по градови како што баравме колку е непристапноста и кој објект е непристапен. Но за да проверат лицата можат, каде што се проверува за гласачкиот, дали се наоѓаат на гласачкиот список, испод нивните лични податоци внесено е копче каде што пишува пристап на гласачкото место. Кога ќе отварат, може да го видат попълнетиот прашалник со кој се правеше проценката и да утврдат самите дали е пристапно на нивното гласачко место, да се определа дали ќе може да гласаат на гласачкото место или ќе поднесат за гласање во домашни услови. Лицата многу малку се информирани. Значи информациите што се даваат се непристапни за нив, обично се објавуваат на веб страницата на ДИК, каде што се во формати кои се недостапни за сите видови на лица со попреченост, но и не се пласираат толку во јавноста преку медиумите како еве вие денеска што возможивте да слушнат за што е ова работилница. Исто така донесуваат правила во многу краток рок пред изборите. Тоа треба да го направат многу порано, за да биде информирана оваа категорија на граѓани. Така беше на претходните избори, една недела пред изборите се донесе ново правило за гласање во домашни услови, каде што побараа дополнителна документација. И оние што имаа поднесено, не им се дозволи да гласаат, бидејќи него имаа доставено документот од Центар за социјални работи.